Добре дојдовте на уште една супер дружба на вашето омилено место, на Шанкот. Овака убава атмосфера благодарение на Pan Print кој така добро ни го имаат среда на студиова. Ќе уживаме и ќе се дружиме и денес и ќе имаме супер интересен разговор со нашата гостинка. На сам старт на денешнава емисија ќе ве потсетам дека е време да го пуштите вашиот омилен филм на вашите деца, Frozen. Тоа го правам од причина што денеска така ме среди во моје студио Дадар ме направи малку да потсетувам на Елса од Frozen и тоа е песната која сите вие родители ја знаете, ви е хит по дома. Let it go, let it go. Нема друга песна што знаете, освен онаа за кучињата за Петко и таа ви е исто тука. Се борат тие две и сите новопечени родители заприметив дека ги пеат онака до максимум овие песни. Кој си има деца си знае дека сум во право. На друго нешто што приметив кај новопечените родители дека ако имате повеќе од две деца или две деца, па дури едно дете што вреди како две деца, вие имате многу низок праг на толеранција и она искинати живци. Па пример реакција на една мајка која шета со своето дете и му паѓа играчката, претпоставувам дека е по 10 пата, може и да е по втор пат, она реагира: "Ќе ти ја фрлам! Ќе ти ја фрлам ако не ја земеш, ќе ја фрлам!" А вие знаете дека не можете да фрлите играчката од причина што таа играчка вечинеше сигурно повеќе од 600 денари, затоа што ако сте родители, сте спремни да плаќате многу големи пари за секакви глупости за кои вашето дете ќе покаже со прсти, ќе почне да се фрла по подот и да плаче. Останете овде и уживајте со емисијата на Шанк, но уживајте во вашиот нов автомобил. Моите пријатели го имаат новиот Hyundai Tucson, зверски добар автомобил кој веднаш треба да побарате да закажете на тест драйв проба, затоа што како што сакам да кажам, ни жена ни автомобил не се купуваат без пробно возење. Останете овде. Овој пат на Шанк ни прави друштво еден извореден македонски музичар, еден женски вокал кој важи за еден од најквалитетните овде. Вокал кој претпоставам дека децата по дома не сака да налутат заради тоа што кога ќе викне, ќе ја слушнат и комшиите. Дами и господа, добро познатата Мијата. Добре ни дојде. Добре ве најдов, Ивана. Еднаш ќе се ставам на учари. Да се видиме. Да те гледам да се видиме вака како што е ред. А што за пред јавноста не мора да ги гледаш мене да ми. Тебе да со те поштовање, да. Да. И па многу ми е драго што се гледаме. Да, што се. И фала ти многу што ме покани да бидам водителка, ќе кажам. Гостинка во твојата емисија, супер атмосфера, супер се, Шанкот ви е одличен, кој ви го праше? Шанкот, Pan Print се погрижа за оваа, Секоја ќе го поздравиме, значи се е нивна заслуга овде, сега како се уредија, се е нивна. Ал да им. Си човек кој сака да седне на Шанк да се напие пијачка? Море и сум се качувала по Шанкови, не само да се напијам пијачка. Значи, ама Шанк или маса? Шанк бре. Ете мој човек. Шо маса, не држи моја тежина маса, Шанк појачан од сите страни, ама повеќе во странство. Да, дека овде Пошто тука да, ограничена средина, он ќе речат види кој ги лета авионите. Да, не личи е. Не личи он. Ама се пошто се омажив, ти ga еле. Те земал веќе, шо ќе те враќали? Готово. Мина тоа мајка ми вика, "Ќу ти вика дека те мажиме." Дур се омажиш, после што сакаш прај. Да. После вика што сакаш прај. Имам блиц 10 прашања на кептен кратки за како лична карта да се запознаеме и гледачите. Да немам трема. Па не само, сам малку ко на доктор сум облечена. Не, добре си ко Елза си, добре. Елза, да. Родена сум во Скопје. Во хороскоп сум Рак. Со познак Шкорпија, месечина во Бик. Машала, значи веруваш во хороскоп, вака што добро знаеш. Омилена боја? Разни имам. Сега во моментот жолта. Тоа ми се менува од година во година. Так. Омилена храна? Секоја. Јас се сакам. Не. Црвените топчиња од Линд. Не сум пробала тоа. Што си? Наред, после емисија, пошто имаме сега Линд или отворено. Мади на Мак Петрол ги видов. Не сум пробала. Готово. Добро. Омилена пијачка? Пијачка или пејачка? Пијачка. Пијачка. Омилена пијачка? Салеп. Може. Мразам? Невоспитани луѓе. Обожавам? Добри луѓе кои што се даваат несебични без очекување ништо за возврат. Со чиста мисла.
идол ми е. Баба ми Зорка од Долна Дупен. Поздрав до неј се. Омилено нешто на себе? Многу има. Па не знам, мислам гласот. Гласот затоа што се да не викам очите и ти имаш исто очи убави, забите и ти имаш заби убави. Не, и јас ги проработав сега, тоа после емисија. Мислам дека гласот, затоа што тоа е нешто како импринт што ти дава. Знаеш, да двоиш од другите. Еднаш татко ми, уште во прва година, таа е стара анекдота фамилиарна, уште во прва година средно, доаѓам јас дома на полугодие тројка физика. А татко ми е физичар. Да се убијам, значи што да ти кажам? И плачам, кај не можам ни книшката да ја отворам да му соопштам. А бубаличиште невидено со тапија, ама нема врска. Сплет на околности, доаѓам и сем тато, тројка физика. Нате, не се секире, то ќе научиме. Физика ќе научиме. А вика, пејач не може секој да биде. Јас, значи, сакам да кажам, може би до тогаш и не сум се вреднувала толку, ма кога сватив дека дома не им е седно што добро пеам, а овие други нови дома, тие само деца, не пеј, им е досадено веќе, ама нема врска. Ама видно си имаш подршка, браво. Си имам од Бога дар. Значи гласот е омилено нешто на себе и без што не можеш? Без колата, за жал. Да? Си човек што зависен од автомобилот секаде Па со да, автомобил? и работното место ми е многу далеко, 42 километри во еден правец имам до работа по обиколница, сум како американка, значи што да ви кажам, не можам да замислам без кола, затоа што времето што го поминувам во кола ми е како време само за мене. Лечебно за мојата душа. Јас каква музика сакам, не златно славиче. Јас што сакам температура, не дуал системот на муж ми па да трпам. Значи, јас сум си газда единствено во кола. И тоа е твојот простор таму. Да се разбере. Готово. Прв пат правиме интервју, толку беа кратките прашања, сега може да почнеме со подолгите. 10, толку 10-ка. Добро. Значи прв пат правиме интервју и секогаш сакам прв пат со луѓето што ги запознам да прашам како и зошто музичар. Епа, затоа што тој што е уметник, музичар, сликар и така натака, глумец, не е битно, не решава сам. Некој друг решил дека ќе се роди со тој дар. И прашање на време, колку можеш тоа да го одложуваш, да не ти стане примарна дејност, затоа што нели во Македонија не се живеело од уметност, а не сваќаат каква клетва е тоа да те прогонува. Значи, цело време се трудиш, не, јас медицинска сестра ќе видам, не, јас ова ќе видам, и тоа само вире, те гуши. И дури кога ќе решиш дека треба да го прегрнеш својот талент, тоа што ти е дарот, сваќаш дека си бил во бунило тешко до тогаш. Така да, јас не знаев англиски да зборувам на 5 години, а сите на квази англиски ги пеев песни од А до Ш, позади завеса на неонско светло стаклото од тераса, чи Дорис Драговиќ вака од дете. Мислам, невидено. И родителите мои јако не беа со музичко педигре, видоа, не видоа. Се јавија во МБУ, вика имаме едно дете, не знаеме дома што да му правиме. Земете го. Да. Значи, не е нешто што јас како Наташа, како Мијата сум го избрала. Мојата душа го носи тоа со себе. Значи, некој горе решил. Така да истото го мислам и за песните. Затоа и албумот го крстив Небеска. Зашто јас мислам дека и сите други музичари, без разлика дали се они свесни за тоа или не, ние се подпишуваме авторски. Имаме право на авторски тантиеми. Ама ние сме само медиум. Зашто јас ја добивам таа песна како порака, а ти не? Значи, некој друг решил дека таа песна ќе дојде и јас после имам должност да ја споделам со народот во ваков, таков или онаков формат, да им се свиѓа или да не им се свиѓа. Меѓутоа, тоа е како порака. Мислам, нели, така мислам и стојам на тој став. Затоа што јас со разни работи се бавев во животот, а ова вака цело време ме прогонува и остана до крај со тебе, додека не како што каже само, додека не си го прифати и Да, и ќе остане до крај. Так. И мислам дека затоа зашто музика нема друго. Пуштавме многу да не си запеала, бидејќи не дека се ми густин капацитетот овде па мораме да фалам. Меѓутоа, како што кажав, си еден од најквалитетни женски вокали и стојам за тоа.
И твоите песни не ми е проблем да ги слушам. Искрена сум, има толку пејачи што ви пискаат, ги исклучувам, со твојот глас уживам и сакам да го слушам. Пријатен ми е. Фала ти. Тоа е исто, например, нешто што е индивидуално. Значи, бојата на гласот, нели, можеш да доработиш на некои финеси, меѓутоа пак се раѓаш со таа боја на глас. И исто фреквенции. На некој му пречи таа боја на глас, на некој му прија. И така натака. Начинот на пеење, мислам дека зависи. Ако некој цело време писка дека пее, немаш да го Јас, слушаш. кога стартував на Идол, значи, си стартував како што си знаев. Да. Како Подобаш си да, пее, како, да. И имав голем благодет да ме сконтактира маестро Горан Диновски и да ме врати назад од алфа до омега, за да почнам да го школувам, пошто ти кога имаш вокал И, треба да работиме. Ја кажа, што збори, во која димензија, како вокал И, не знам што ми зборува. За после 7 години вокал коучинг да идеш на часови 2 пати, 3 пати неделно, друга димензија. Чи сваќаш дека по ова пење и духовна работа било. Па јас и друга димензија гледам бои додека пеам. Викам тумаш. Значи, наискрено кажувам дека е нешто сосем десето. Сега, пак кога ќе се вратиш, ќе искочиш од вратата, пак во реалноста, тоа е. Да, тоа е подруго. Зошто Мијата? Мијата, затоа што мојот татко, Мијат Мијатовиќ, уште кога беше жив, ја му викам, леле, нешто по презиме Мијатовиќ, затоа кога ќе се омажам си го задржам. Никако. Ти вика бракот да го почнуваш со размисли? Не. Од мажот презимето. Така. Викам ја, што ќе се прави ова? И фактички Мијата е некој мој начин да го задржам идентитетот како ќерка на Мијат или баш убаво. Епа сега тоа се мислело. Баш убаво, тоа е баш убаво смислено. Да. Ова е едно од прашањата кои многу имав желба да ти ги поставам кога ќе се најде приликата да правиме интервју. Сега пред да продолжиме имам трема, ако знаеш што ќе ме прашаш. Не, пред да продолжиме веќе начнавме ние, меѓутоа најдов една изјава од тебе која ми се допадна. Вели, родив едно дете, второто го носам во моментов, а третото се 13-те песни од албумот кој го сунував со години, албумот Небеска. И ме погоди, убаво ми дојде бидејќи сум човек на што се сака мојата професија, има луѓе што не ме разбираат и споредбава да толку љубов покажеш затоа што детето е нешто што сакаш најмногу на цел свет. И ова е љубов покажување према твојата професија и према албумот кој го направи. Морам да ти кажам дека беше една мисла што си ја запишав кога ја истражував да видам што прашање што ме погоди и последно што го начнав моето дека направи албум кој изведе супер хит песни. Епа јас обратно од музичката индустрија, пошто и самиот збор музичка индустрија некако ми е навредлив, дека сум као дел од индустрија. Не сакам така да бидам. Обично нели вадат албум, па ги вадат песните. Ја обратно, песна по песна, со тоа што од самиот албум им должам уште на 2-3 песни да им направам спот. Тоа што им должам, значи секоја песна ја осеќам како свое дете, наискрено. Еднаш кај со Весна Малинова правевме муабет. Викам, Весна, кажи како ќе си ја слушаш песната у себе и после некој друг ќе направи аранжман или нешто друго и ја слушаш на телевизија и не е тоа. Значи си несреќен. Ја не можам да ви објаснам за какви емоции станува збор. Ќути, вика, Весна, остај, не ми каже, вика, дали се бројат на прсти она што си го замислил во глава, што го добиваш нели како порака, да излезе после уште подобро. Значи тоа е реткост. Да. Најчесто нели дали во трка за време за некој фестивал се компромитираме. А овие кога ги правиш за албум, че влегувам и викам јас, секој дете, песна во наводници, знам со кој аранжер треба да го работам. Аха, значи овој има ваков шмек, ова ќе биде француска шансона, ќе работам со Марк Прпес, ова е волшебство, ќе работам со Таци, ова ќе работам, значи така натака со Давор Јордановски или со било кој. Имаш визија со Валентино Скендеровски, значи што сакаш, имаш слобода. Јас сум мајка, татковци кој ќе решам, јас ќе видам така, мајката на песните. Мислам, кој ќе ми го видиш албумот, тој може нема логика за некои луѓе кои што се држат до некои шаблони. Ма знам точно за секоја песна, стојам за тоа. Знам дека, енергетски Ѓоке Мишковски и рок-н-рол ќе ми биде мен издавач. Тој заслужува да ми биде издавач на моите чеда. Значи, фриковски е скроз. Друга димензија е скроз. Ме воодушевуваш со тоа што
детално се имаш истражено и баш кога влезе во студио, вие гледав емисијата, тоа гледав, значи ти си човек што детално прави се во животот. Епа мора да се спрема. Мислам дека и професијата од контрола на летање моцно има направено. И сега само што сакам да кажам, погодена ти е другава професија. Или отпосле стана повеќе. Па ти викам пејач се раѓаш, така? А отпосле стануваш што сакаш, и фризер. И контролор на летање и да прави уште повеќе седак. Ау, па спот кога се снима? Кога снимавме тој ко деца мали. И Саша, режисерот, па зашо ме викна, ти режисер? Ја так, ми за сцени, ова сцена, она сцена, вака сакам, така сакам. Мијата, па зашто сум тија? Нема врска. Значи, најчесто, и со Трајко Симоновски, со Таци, најчесто аранжмани кои правиме заедно, и сега се слушам песната, ама морам да искомуницирам. Мора некој друг во студио да ми ги отсвири инструментите, да ми го направи музичкиот дел, подлогата, аранжманот. И ја му викам, замисли вака е спотот за песната. Ивана, кузне, што си мислат луѓе кога се работуваат со мене? Че можам да замислам. И се сонило и сега дошло. Викам, сега вака е спотот, вака така, онака, за да атмосферата е доволна. Например, со Тања Рибарска, која што работевме Верувам во себе, таа ми е многу блиска другарка. Со неа најмалце морам да комуницирам. Ама, знаеш, патиштата ни се раздвоени, она е во друга професија, сум во друга и немаме време да соработуваме. А дури често сум ја користела неа да ми ја направи демо снимката, за да може да маживе, да им објаснам од друга димензија. Што бараш? Што барам, да. Така. Така Ко деца, ние планиравме на друга песна, ама јутоа ќе го тој начин во вториот блок муавет, но ко деца мали веќе ја спомена, јас веднаш почнав да си ја пеам во глава. Сите песните се нежни, такви, не знам, убави. Убави. Значи, секоја песна има зашто сум ја снимала. Не е само заради тоа што дај сега време е песна да се снима. Ќе пуштиме ко деца мали. Ме убеди вака од муавет, но кажи ми зошто е таа снимаш вако, за секој има болна љубовна песна, но болна љубовна песна, тоа е брачна песна, ти не си во брак, Ивана, не ти е јасно. И ме праши ги. Да, така. Јас ја рачунам кога знаеш го сакаш, па сте се разделиле, па не, сте се тоа е скарале, знаеш, не, тоа е она знаеш кој момент што викаат старите, што ќе правиш скаран да не си легнеш на постела. Тоа е песната. Ај, не се љути више, молим те, ко деца мали. Значи тоа е поентата. Добар совет. На песната. Уживајте, драги мои гледачи, со Мијата, ко деца мали, а ние не ја пуштам никаде. Ваков гости ретко имам, значи никаде не оди. Продолжуваме со муаветот назад во студио. Имавме се, што посака, не ќе знаевме како е да затреперам, што ме прегрнеш. И не се лути, и памти, топли вакнежи. Ко деца мали, штом смислат сами игри љубовни. Помине. Биди само среќен, немој да си тоа што не си ти. И кога ќе те збунат, сети како под Бога си. Ти не се лути и памти среќни денови. Ко деца мали, што играт сами игри безгрижни. Ајде да играм, пеам љубов, ноќ и ден. Секоја грижа така ќе ни помине. Во тебе и во мене љубов без
назад во студиото на Шанг заедно со мојата гостинка Мијата, која ви е добро позната на сите. Уживавме во незината мелодија Ко деца мали од албумот Небеска, на кој има 13 хитови, сакам да кажам така, и од кои си споменав и сама ми е омилен Куба. Спотот, песната, ти како си разиграна, опуштена, а и убава тематика ми сврза. Ќе дојди годиштина сега наскоро од тој видеозапис. Да, таа беше песна подарок за мојот маж. Ние ја снимавме на меден месец, на други наврати сме раскажувала приказната. Ако сакам Седиме да ние у Куба, вака така онака и третиот ден гледам доволно се опушти, го завзема енергијата од местото и викам Љубовче, јас да ти кажам планирам спот да снимаме да сме тука. Како бре спот? Немаме ништо камера. Имаме. Вадам ја камера, стала од подалиштата доле куперот и само гасе три. Викам, па како да споиме корисно и убаво, мислам тему. да. Особено што значи песната беше напишана енергетски пеена, мислена на него и така натака Тој и така. снимаше, значи? Тој е снимателот на спотот, Куку шо го снајде со мене, ти не знаеш. Леле, таму има една сцена на пазарче кај што правија так. Кој играш? И значи изгоре од срам, што да ти кажам? Абе викам никој не знае што ти е гајле. Не, вака снима. Значи вие не можам да ти објаснам. Таман ќе ми силно преш како реагираа луѓето. Но околу ти баш се жеташ спонтано, а се снимаш Супер, па таму кој знае колку спотови се снимале у Куба, па ти не е тоа више ништо биг дил, ама јас така си бев многу среќна и Имам цело уште едно време. прашање. Музика имаш во позадина барем нешто тивко или си ја пееш песната? Јас музиката ја слушам цела во глава, како симфониски оркестар да ми свири. Ама таму на суво играш, така? А, таму? Не, на мобилен си имаш добро. тајно и у позадина. А, за спотот ме Да, прашаш. за Ја реков спотот. вака дали ме прашаш. Не, за спотот. На мобилен си ја ставив, оно што не знаеш и ми вика, па како ќе снимаме? Имам ја и таму на катамаранот стоиме и Еве, спремна сопруга која ќе си земе човек. Охо. Браво. Мене ме тој еден од најубавите спотови, бидејќи е толку спонтан и Да, опуштен. многу Не е знам дека и другите Тања не се. после го монтираше, значи све беше толку мислиш ја доаѓам со минимален материјал, знаеш? Викам волку го убедив сопругот да сними, а ако имаме за спот имаме, а ако немаме не. Цепкај, лепи, прави, искочи, значи супер искочи, затоа што тоа што сакав да го кажам, мислам дека луѓето многу добро изреагираа на песната, уште тогаш, значи тоа е 2008 година, 7-8, вајде. Да. И ептен, значи ми е драго, пораката стасала. Добро е тоа, да. Како човек веќе од разговоров можам да приметам дека си сакаш да соработуваш со професионалци, сакаш си да ти организирано, сакаш си да е натамането, не правиш ништо преку реда. Но во текот на животот, со втората твоја кариера, со децата, со семејниот живот, колку на вистина имаш време да се посветиш на музиката? Ич. Онака Значи, искрено, ич, тоа беше... Кој ќе ме прашаат? Мијата, кога втор албум? Да знаете под Јас ја какви... не те прашам, го ми рече, сакам Под да ги какви пресии се заврши првиот, значи дознавам дека сум трудна и викам, не, ја ако родам уште едно дете, никад нема да го завршам албумот. Паник, так, викам, маш ми, чувај деца, до 2 сат, влагаме, снимаме, тие што не беа до завршени песни, значи тоа беше на стрес. почеток од бременот кој најмногу ти се спие, кој си најмногу уморен. Ја у 4-ти месец промоција правев, значи тоа да ги лепиме, да ги штанцаме. Затоа сега Никита само вака прави на сите песни. Значи тоа Децата приморена. фаќаат на мајка и музичка, нежичка, на фаќаат, да. свирење некои Калин е стvari. поише по играњето, нешто само брейкденсува по дома, таков е тен физички настрој. Вика, мамо, ја не пеам, ама сум како хепи фит, играм. Пингвинчо, да. А Никитче ќе видиме допрва. Значи она има година и 8 месеци и мислам дека многу е музикална, пошто значи вака со цело тело како реагира на тоа што тигам се раѓа. Значи тоа или те допира, те поместува тактот нели Да. од состојба првобитна или не ја ни констатираш. И детево реагира, ама дали ќе пее, значи тоа е втор дел, да. Ќе видиме. видиме. Ако има дарба, сега ќе ти биде Тука сум јас, ќе ја насочам. Мислам дека ќе е полесен патот него мене. Значи јас од едно природно математичко семејство излегов, викам јас ќе пеам на скопски. Вака ме гледаат тие дома, вика што му е на детево. Да, ние математичари, Да. физичар, татко си сева, детево ќе пее.
Сега ќе се навртам на стайлингот. Значи сега имаме нова фризура, ти спофаливме овде дека си имам. Фала. Обожаваш да експериментираш, нели ти е страв со тој дел или сметаш дека како професијата си го бара тој или твоја желба си е? Јас многу почесто би менувала, меѓутоа деца нема. заатер на маш ми долго време носев браун витка на коса. Значи таква сакаше он и јас таква носев. И сега лани летото, му викам ја више не можам. Значи 10 години немам сменато коса, готово. Дека дај бе злато, плавуша малку да ти видам. Да, и сега му вртам муабети. Знаеш, кога ме запозна после идол плава бев, па со кратка, значи продавам нешто тука, значи се угушив од секојдневно да се гледам истата. И викам, ке се подмладам, ке се овак. И кода си сменил, викам, жена, друга. Знаеш, од друга жена се нема една, штата, отменјам жену, шо вика, од друга. И се мислеше 2 дена, човече. Да? Ја на зафркација го предав, тој вика, чекај да размислам. Децава? Па децава не се уште Мама свесни. си е мама. Да, не се уште свесни. Мислам дека така ќе видат некои спотови, чудно им е, пошто се они вака ме гледаат и чудно им е, еј, ваква коса, онаква коса. А мене, ако ме прашаш, ја би експериментирала уште почесто. Јас со роза би те замислила, лила роза, нешто пинк, такво нешто. Ма што сакаш? Сум била црвена джиш, сум била Да, црвена джиш и те паметам сива, црвена джиш. сива голубија, многу ми се сијаше тоа. Вака како демеко старена, а тука од страна вакви вградени плетенки надале. Сама ти не знам како ќе се убедите за тоа. За постари години го ќе осивам. И може, види природно се. Нима дои со тебе на родителска. Не идем на родителско уште. Многу искрен човек си, заради тоа не те прашам дали си искрен човек, знам дека си. За следнава игра сме 100% искрени. Одговараме со табличките, веќе ти е познато. Добро. Сум, не сум. Спремна, можеме? Може? Ајде да се забавуваме малку. Никогаш не сум патувала со брод. Сум, од дете. Сум. Малку беше страшно. Не, сум патувала, ама демек дали со траект се важи, Па да, со катамаран, брод со си е такви. брод. Не сум со крузер онако Не сум пушта. јас. Не. А од кај знаеш може ќе биде некојаш Со скапи чунка. Сум патуван. Мокри ти имам на кајче си јам Јас сум од Преспа на острово Змиско сум одена. гледаш. Никогаш следно не Преспа. сум изгубила мобилен телефон. Не сум. Не сум. Не сум. Ми паднало шолја на работа, ама не сум Сум изгубила. кршала екрана, ама не сум изгубила. Ау, Да. значи од тие си Од дверки тие ти. сум што ми паѓа. Ау, гледаш ја водно животно, вода ми паѓа. Да, ракче, ама емотивни сте многу ја. Еј, па како Да, иначе? Да, најубавиот хороскопски знак. Стварно? Саканиот Сакања, па тука да чекам. А затоа. Шо си ти? Јас сум близнаци. Ама О, добрите. тешко саканиот. Ајде. Не, ама. Ај, добре. Никогаш Виши тип, виши тип сум. друго прашање. Никогаш не сум направила гола фотографија. Сум. Сум јас за приватни потреби. Јас трудна. Да, имаш таква дома? Еј, не ја покажувам. Не сум Не сум ја видела. Кај стои? У спална у... И што не ти е гајле. Добро, ама гости, значи кој ќе дадат? Кости не им ја покажувам. За децата, ако ќе сакаат да ја видат мајката, да каже посвоена сум. Кај си има посвоена, Или кој види? им кажете дека не ги носиш штркот. Знаат, овие се модерни денеска со таблети, ве знаат све. Никогаш не сум пиела живо јајца. Не сум. Сум. Помага стварно? Не знам. Ама имаш пиено. Сум. Не сум јас. Никогаш не сум нуркала. Не сум. Сум. Каде бе мијата? Ти не знаеш што сум открила. Каде? Лани на Корчула. Купувам ја маска за ронење, демек за калин. И ти? И ја викам, дај си ме малце таа маската да видам шо оно. Ставам, нурнувам, Бајне. друга димензија. Тишина. Никој не вика мамо, ништо. Риби у сите бои, убавина.
дишење, значи друга dimenzија, значи толку сум била проста, што 35 години не сум пронуркала, молим те не ја прави истата грешка. Значи морам да пробам. Молим те. Мислам дека во Охрид има никаде кај заливот на Коските. Не мора ни толку, може и снорклинг, не е битно, значи чисто да Или да чекам да ми се родат деца, па ќе сакам па да не историја од чекаш, мама, тоа ти мама. кажам, тоа ти кажам да не чекаш, јас сум била будала што сум чекала. Никогаш не сум чувала милениче. Сум чувала. И уште чувам јас, куче имам. Ти? Јас Мачка и или умре. куче? Ама ќе имам наскоро пак. Браво, ама мачка или куче човек? Куче, Астер, само е 13 години, а сега неодамно имавме и папагал. Ама одлета. За дета одлета. Одлета за дета. Одлета. Никогаш не сум пеела во кафана, ама кога сум била гостин таму или во некој ресторан или никаде само Сум. по желба. И јас сум. Само што ти си била поканата, сигурно пеш, јас сум не поканата. И сега у Дион правевме за Нова година јака журка од работа. И ти не можеш да издржиш зимање микрофон, па затоа Но е. Џони ме викна, не можам да го одбијам сега, глупост. Мене никој не ме вика, ама сама одам и после брат тргнете. Ја, И ти јас. мене да, после... Да, сигурно и тебе, да. Не, тебе чека да запееш, ама јас ќе излизаме никогаш ќе видиш. Никогаш не сум фрлила памперс преку прозор. Не сум. Од тие културните комшии, значи. Не, па знам колку мириса. Сериозен проблем е, луѓе ви Не, кажувам. Никогаш не сум носела долна облака со вештачки задник. Знаеш, оние модерните што ги прават со пунитите. Нема потреба да се редуцирам дали има некој золен. Никогаш не сум направила естетска корекција. Не сум уште, ама не значи дека нема да направам. Исто јас. Значи не е исклучено. Ако не се искочи некој филер, нешто со време, Таму? па како? Ја гради сакам да зголимам ништо така бе. Не ти нешто треба, модерно, нешто. роди 2-3 деца, виш како гради ќе ти ти се требаат. направи. Не. Бе, верувај. Добро, ајде. Никогаш не сум сакала да живеам во друга земја. Сум. Ќе бидам искрена. Јас сакав Италија. Јас живеев во Америка 3 години. Сакаше таму да ко би бирала таму. Па не знам сега Лична со овој малца за човек памет. као тебе. Не знам сега со овој памет, тогаш по друг пат бев тргната, ама убаво ми беше. Да. Јас Италија никако многу ми се полабави луѓе. Леле, ја у Сицилија бев на одмор. Лабави се. Ау, лапни Добро, дрпни, све да те дрпне, све 50 евра. Некако нешто не ми се у фаворит. Добро. И последното прашање, никогаш не сум купила парче облака поскапо од 200 евра. Сум. И после ја вајбам цели месец. Сум, купив чизми од Арабеска. Овие се? Не, Ама и овие се добри. тие знаеш какви се. Зашто тие не ги зима се, зашто така... Е па носени ми со друга емисија глупо, сакав ексклузивитет, овие за кај тебе прв пат да ги Готово, крцнам. овие за кај мене ексклузивно. Ама тие ги меркав, ги гледав на Facebook, сикам леле не е нормално толку пари. Ама не. Ама муште знае? Е како не знае? А добре, има никој ќе се окријат. Па не се кријат тие чизмите, да видиш како дречат кој ги облеков. Од кај вакви чизми? Сакаш, не ги кажа. Шина продаваше по торба влизу у канцеларија. Не, овие птен, совчи кожи се. Машала. Не знам да имам се да ги покажам, ама глупо е. Порно за жени се вика ова. Тоа е муабетот кај нас. Не знам, не можам да го објаснам феномен. Знам све, гладни деца нема што да јадат по свет. Све разбирам. Ама таков доаѓа вака еден како хормонален момент кој ќе ги видиме. Работиш напорно и човек сака да се почасти никош на ништо што го сакаш. Да, така си викам иначе. Нема да живее обуќена индустрија. Иначе да. Остане ли нешто што не споделивме? Мислам дека веќе над 40 минути правиме муабет, а? Многу ми беше убаво, ужива. Фала ти многу. Ќе ми дојдеш пак, значи и ќе те пофалам. Сега ќе се За повторуваме. професионалноста веднаш се договоривме, точно на време, дојде без проблем. Не кажувај така, ќе сакаат сите после. Јас мене ми е многу проблем тоа, јас нонстоп ќе го кажувам тоа. Мене ми е проблем бидејќи ова е емисија каде што ние работиме со луѓе што имаат обврски и Ама мора не да се се сите научат контролори на летање. У 30 ако не смениш на фреквенција, кој ќе го слета авионот? Имаш и попусти за авионски карти. Па да ти кажам право, многу не. Ти Ти даваат попуст од најскапата, кој ќе видиш таму да ќе... исто ти доаѓа. Да. Ништо. И после сикаш со визер ќе си летам кој ве врти. Да, најефтините литови таму се. Ај подароци да поделиме. Имам позади шанк подароци за тебе, затоа што вака беше фина расположена. Убаво си поминавме. Прво ќе почнам да ти кажам право со винцето.
А реков да дура некој стан уплата. Ќе биде. Може да ти договорим, имаат многу бенефиции за купување, ама сега за сега, дека ги разгледаш понудите за стан, А може не да знаев си дека направиш- прават и мускат? Ова е нивна винца, така убаво издизајнирана со тефтерче, си пишуваш идеи, да си се. Па имаш овде и други работи, еве сега да не вадам баш се, ама ќе Ако треба, дај да извадиме. Не, доста извадиме. Како е договорот? Добро е, поминавме. Добро. Поминавме. Не бе И- вака нека седи. Така. Нека И личи. си човек што јаде, ќе речеш, што пие кафе, нели? Многу сакам турско Така? кафе. Се мислев меѓу салеп и турско кафе. Ама може сите викаат турско кафе, а гледаш му да требаше да Гледај, кажам. сега има овдака многу кафења. Значи и топла чоколада, и капучина, и за децава имаш детско. Значи за сите да однесеш по дома. И за на работа колегите. За све, еве, цела торба и да видиш дека не да лажам, ќе ти ја дадам торбава, си ја зимаш кај тебе јас. Да си пазара. Сум слушнала дека не даваат по емисии. Се сликаат, па си ја зимаш насам и ти ја дадам. Стварно и така брат? И јас кај шутам по емисии или даваат или не даваат. Или не даваат. Да, нема трето. Ти благодарам уште еднаш од се срца. Фала и на Не тебе очекував многу. дека волку си опуштена и релаксирано. Најсериозно, не очекував. И ми е многу жал Не што те те спремиле од продукција. Сериозно, да. Ама добро е А тоа. Не кажа. Добро е тоа, пошто да имаш изненадување. Да, да имам изненадување и затоа и бев така малку потивка на почеток, ама сега веќе ме гледаш не се стопирам. А штом ќе има нешто ново? Сигурно близнаци сигурно. Да, ама мислам дека ова месечина ми влија другава Те страна. вади. Добро. Штом ќе има нешто ново, да ни се јавиш, доаѓаме цела екипа. А кај мене ново кој има сите ќе разберат, пошто ретко добро вадам песни. Ама вадиш квалитетно. Фала. Може поретко, ама квалитетно. Може поредко, об дете, па не за об друго, Па, ово, ајде оно. па што не како беше боље квалитет нема квантитет, така. Да, да, јас се слагам. Ти Таа е благодарам мојата и јас. девиза. Фала Ти ти, Ивана, благодарам. од се срце, супер уживав и поздрав до вашата публика. Благодарам. Останете уште кратко додека да се одјавиме со нашата емисија. Ова беше, драги мои мијата. Верувам дека и вие уживавте колку и мене. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is it man? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is in you. No. Come along if you feel like Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Адора инженеринг. 15 години со љубов ги градиме вашите домови. За сигурен сон и топол дом. Светол, тивок, штедлив. Без страф од земјотреси, со енергетски пасош, одлична звучна изолација и мали трошоци. Реноме потврдено со светски награди за иновативност во стилот и квалитетот на домувањето. Избери мудро еднаш и уживај цел живот со најмилите. Синоним за дом со најмногу среќа на метар квадратен. Адора инженеринг. На самиот крај од оваа прекрасна дружба на Шанк се одјавуваме со ова пирнича на која има градбата Diamond, затоа што е диамантски квалитетна, цврста, добра и така и ќе се чувствувате убаво како диамант. Затоа што моите пријатели знаат што значи комфорен и убав живот, знаат што значи да се чувствувате како дома во вашиот нов стан. Закажете си веднаш една средба со нив, видете си и направете си муавет, а во меѓувреме ми останува да ве потсетам дека на нашата официјална Facebook страница секојдневно можете да не следите со сите новости што се случуваат со нашите гости, што е она што следно го најавуваме. Нашите репризни изданија се исто така овде на нашиот YouTube канал, каде што можете да си ја побарате вашата омилена емисија на Шанк и денешната емисија со мојата прекрасна гостинка Мијата можете да си ја гледате во уште неколку репризни изданија, а исто така и на интернет. Кој бе каде му е мерак, таму нека не проследи, но важно е да не пропуштате. Бидете ми овде секогаш на Шанк расположени на смјани до следната средба, бидете добри едни спрема други и нормално облечете се потопло затоа што ова април памет нема. Ве сакам. Чао.